Гледате Дневникот на Сител. Во студиото со вас Иван Кузмановски. Добро вечер, ви благодарам што сте со нас. Ова се настаните кои го одбележаа денот. 11 приведени во акцијата за сомнителни набавки на деривати покрај Капушевски и Јаховски и екс-директорот на ЕСМ Васко Ковачевски на листата осомничени за злоупотреба на службена положба и перење пари. Пратениците гласаат недоверба за членовите на Судскиот совет. Само Дамева се појави во собранието. Не дојдов да се правдам себе си. Не дојдов да се заштитам себе си, туку дојдов да застанам на страна на владење на правото. Оваа теза дека вие сте жртва и дека некој сака да ве напаѓа, не госпоѓо Дамева. СДСМ и ДУИ ја напуштија расправата. Европскиот фронт најави интерпелација и за уставните судии. Таравари се откажа од Ѓока Construction, бара помош за да се реши паркингот на Клинички. Сите кои што сакаат да дојдат и да ни кажат кое е најдоброто решение, каде што пациентите воопшто не би плаќали или би плаќале што поевтино. Опозицијата бара истрага и одговорност. Буџетот нема пари да субвенционира минималец од 500 евра. Власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за работничките права. Американско-украински разговори за крај на војната. За интерпелацијата и гласањето недоверба за членовите на Судскиот совет за постапката за разрешување на државниот јавен обвинител, дали ова дел од реформите во системот или партизација на судството. За ова во тема на денот вечерва разговарам со адвокатот Никола Додевски. Останете со нас, почнуваме веднаш. Вкупно 13 осомничени и 11 приведени во акцијата за сомнителни набавки на деривати. Информациите кои ги споделија истражните органи откриваат мешаност и на поранешни функционери. Последните информации во Дневникот од предкривичниот суд ги пренесува колешката Габриела Лескова. Габриела, кои се последните информации и дали некои од приведените веќе се донесени на распит кај судија на претходна постапка? Добро вечер, Иван. Пред околу 1 час сите 11 приведени беа спроведени овде во Кривичниот суд, каде што се наоѓаме сега, меѓутоа беа спроведени од задниот дел на Кривичниот суд со две полициски комбиња. Успеавме да го фатиме тој момент само кога полициските комбиња влегуваа во задниот дел на Кривичен суд, а осомничените беа спроведени горе во совите за распит со лифт. Па така не успеавме да го фатиме на камера моментот кога беа спроведувани во собите за распит. Моментално, согласно соопштението на јавниот обвинител, бара притвор за 5 лица. Еден од нив е Васко Ковачевски, екс-директорот на ЕСМ, кој што моментално е во бегство, а за сите останати осомничени и приведени во моментот се бара мерки на обезбедување. Како што напомена и ти, станува збор за истрага за вкупно 13 лица и едно правно лице. Едно од овие лица, како што напомена Васко Ковачевски, е недостапен за органите на прогонот, а еден се наоѓа во притвор за друго дело. Моментално 11 приведени кои што беа достапни на органите на прогонот се на распит каде што треба да дадат исказ, а во текот на вечерта судијата ќе соопшти дали практично го прифаќа овој предлог на јавниот обвинител за да обезбеди мерка притвор за 4 лица и притвор за Васко Ковачевски, кој што во моментот, како што напоменав, е недостапен за органите на прогонот, и дали ќе прифати дополнителната мерка за обезбедување на сите останати вмешани во овој случај. Габриела, ќе следиме каква ќе биде одлуката, ќе чекаме информацијата, ќе имаме во следните информативни изданија. Меѓутоа, кои се деталите од страна на јавното обвинителство, зашто точно се осомничени овие лица? Така, Иван, попладнево стигне и официјално соопштение од јавното обвинителство кое што сподели детали за оваа предистражна постапка која што се води за 13 лица и едно правно лице. Станува збор за повеќе месечна предистражна постапка, и тоа по иницијатива на минатиот состав на ДКСК. Станува збор за проневера на јавен повик за набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино. Имено во периодот од 21 до 23 година
двајца осомничени во својство на основачи и управители на кривично одговорно правно лице, свесно повредувајќи ги прописите на постапката за јавен повик за набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино, поднеле невистината документација. Тие имале намера да го изиграат договорот, пошто не ги извршувале обврските од истиот и ги повредиле правилата, остварувајќи корист од големи разбери, со што оствариле штета на буџетот за 167 милиони евра. Сега, целата оваа постапка и проневерата на парите не можеле да ја прават сами, па така во целиот овој процес на оваа проневера на пари за набавка на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино ја извршувале со помош на високораководни позиции во ЕСМ Македонија. Станува збор за генерални директори и директори на сектори до председатели и членови на комисии согласно соопштението на јавното обвинителство. И сето тоа, целиот овој ланец на осомничени им помагале да остварат голема сума на пари со што го оштетиле буџетот. Овој договор го склучиле за јавна набавка во корист нистото и му возможиле да испорачува на правното лице мазут се до 24.2.2023 година. Сега, откако се здобиле со оваа голема сума на пари, станува збор како ги переле практично парите, си набавиле два Мерцедес Бенц, навистина многу скапи автомобили, а сите останати пари кои што ги стекнале од оваа сделка ги распоредиле на сметките кои што ги имале во различни банки, а потоа ги ваделе во готово. Вака, од прилика, согласно соопштението на јавното обвинителство, се извршувала целата проневера од страна на сите 13 осомничени лица и едно правно лице. Исто така, во текот на вчерашниот и денешниот ден од МВР известија дополнително дека се вршат претреси на повеќе места низ Македонија. Што точно е најдено при овие претреси, да слушнеме од портпаролот на МВР Гоце Андриевски. Во рамки на акцијата лишени од слобода се 11 лица, едно лице е недостапно за органите на прогонот и едно е со мерка притвор. До сега од извршените претреси пронајдени и одземени се документација, 5 мобилни телефонски апарати, околу 1500 парчиња амуниција од различен калибар, 2 пиштоли и 3 патнички моторни возила. Од страна на Министерството за внатрешни работи до основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал, поднесена е кривична пријава за злоупотреба на службена положба и областување и перење пари и други приноси од казниво дело против 13 физички и едно правно лице. Да, тоа беа деталите од Министерството за внатрешни работи, како што претходно напоменав, станува збор за осомничени Васко Ковачевски, кој што во моментов е во бегство. Моментално овде во кривичниот суд се наоѓаат бизнисмените Радко Капушевски, кој што е собственик на фирмата РКМ, Асмир Јаовски, кој што е собственик на Пуцко Петрол и сите останати осомничени кои што во моментов даваат исказ овде во кривичниот суд. Ние остануваме овде на терен за да видиме како судија на претходна постапка ќе одлучи по однос на барањето на јавниот обвинител, кој, како што напоменавме и претходно во овие вести, бара мерки притвор за 4 од моментално осомничените кои што се наоѓаат овде во кривичниот суд, а за сите останати бара мерки на предпазливост. Габриела, ти благодарам за овие информации, со најновите те очекуваме во следните информативни издани. На системот за јавни набавки, компанијата РКМ на Радко Капушевски, според достапните информации, добил само еден договор во 2022 година, вреден 40 милиони евра. За набавките од пријавата нема трага во системот. Министерката за енергетика најавува целосна ревизија за начинот на кој било работено во државните енергетски компании. Даниел Василев ги има деталите. Само еден тендер на компанијата РКМ на Радко Капушевски стои на електронскиот систем за јавни набавки, каде треба да бидат објавени сите договори кои ги склучуваат јавните институции. Станува збор за рамковна спогодба за набавка на мазут за потребите на поранешната компанија Балкан Енерджи. Договорот е склучен на 20 јануари 2022 година во вредност од близу 40 милиони евра. Во рамковната спогодба вметнати се само месеците за кои РКМ на Радко Капушевски ја снабдувал Балкан Енерджи со мазут. Станува збор за месеците од грејната сезона.
Според проекцијата, за 40 милиони евра, РКМ требало да ја снабди Балкан Енерджи со 520.000 тони мазут. Набавките на мазут за потребите на ТЕЦ Неготино во периодот од 2021 до 2023 година, за кои сега основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал го става Капушевски меѓу 13 мината осомничени, не се објавени на електронскиот систем за јавни набавки. Според нивното соопштение, преку испораката на мазутот за ТЕЦ Неготино во овој период нанесена е штета на буџетот од околу 168 милиони евра. Надлежните институции годинава планираат да го чешлаат работењето на државните енергетски компании. Министерката за енергетика вели дека веќе договорила државната ревизија да направи детална анализа на нивната работа. Јас кога дојдов министер, значи тоа беше 24 јуни минатата година, кажав дека начекав катастрофа. Времето покажува дека тука има енормни злоупотреби. Значи тоа се зборува за милионски злоупотреби во енергетскиот сектор. Бев кај државниот ревизор, поверав државна ревизија за сите, значи области и за МИПСО, и за ЕСМ, за ТЕЦ Неготино, тука и бирото за метрологија, значи секаде каде што има индиции за злоупотреба. Меѓу осомничените е и собственикот на компанијата Пуцко Петрол Асмир Јаховски. Оваа нафтена компанија е меѓу омилените на државните институции. Договорите на Пуцко Петрол со државните институции за 2024 година се распространети на 28 страници. Компанијата склучила 281 договор за набавка на горива и нафтени деривати во вредност од 155 милиони евра. Даниел Василев, Сител телевизија. А судот ќе одлучува по доказите, а по информациите кои излегува во јавност дека се набавувале деривати со сомнителен квалитет, Сител денеска побара одговор од надлежните колку се опасни честичките од вакви деривати и како тие влијаат на здравјето. Токму денеска беше објавен извештајот на швајцарската компанија IQR, кој покажува дека со години македонските граѓани се гушат во PM честички. Полош воздуходност во регионот дишеле само жителите на Босна и Херцеговина. Од влошување на состојбата кај пациенти со респираторни заболувања, до рак, срцев и мозочен удар. Ова се последиците од штетните PM честички во загадениот воздух кој содржи сулфурни диоксиди и други тешки метали. Опасноста по здравјето е директна преку дишењето, но и индиректно преку почвата и тоа што го јадеме поради загадување на животната средина, објаснува професорката Мирјана Димовска од Институтот за јавно здравје. Таа потенцира дека дури и краткорочна изложеност може да наштети, особено на децата и повозрастните лица. Доколку детенцето или возрастниот човек заболуваат, имаат претходни коморбидитети, нивните симптоми ќе бидат уште по-страшни и почесто ќе се јавуваат отколку во нормални услови кога воздухот е незагаден. Така да ќе имаме влошување, да речеме, на честа појава на респираторни инфекции, честа појава влошување на постоечката обструктивна белодробна болест или хопсот така наречен, понатаму честа појава на астматични напади и така натаму, и тоа како што кажав и кај овие највулнерабилни, но и кај луѓе кои што претходно можеби немале такви проблеми. Поалармантна е долгорочната изложеност на загаден воздух, што е случај и во Македонија, а една од причините се и неквалитетните деривати. Освен децата и постарите, најзагрозени од последиците кои можат да бидат и фатални, ги чувствуваат и трудниците, работниците на отворено и социо-економски загрозените семејства. Канцерогениот потенцијал на овие, особено на PM честичките и на тешките метали е огромен, што значи дека со сигурност при долгорочни изложености ќе доведат до зголемување на стапката на канцер, која што за жал, односно рак, која што за жал во нашата земја има тренд на пораст, особено во градот Скопје. Она што треба да се внимава е дека не се зголемува само ракот на белите дробови како резултат на изложеност на тешки метали присутни во воздухот, туку се зголемува и ракот на мокрачената бечика и некои други форми на рак исто така се поврзуваат со аерозагадувањето. Добро е познато дека PM честичките и тешките метали влијаат и на зголемување на стапката на кардиоваскуларни заболувања и цереброваскуларни заболувања. Според статистиката на ИЈА за годишно во Македонија околу 4000 смртни случаи се припишуваат на аерозагадувањето. Иако последните години има тренд на намалување на штетните PM2,5 честички, сепак Македонија останува меѓу најзагадените држави во Европа. Пред нас е само Босна и Херцеговина. Александар Динев, Сител телевизија.
Пратениците гласаат недоверба за членовите на судскиот совет. Само Дамева се појави во собранието. Не дојдов да се правдам себе си. Не дојдов да се заштитам себе си, туку дојдов да застанам на страна на владење на правото. Оваа теза дека вие сте жртва и дека некој сака да ве напаѓа, не госпоѓо Дамева. СДСМ и ДУИ ја напуштија расправата. Европскиот фронт најави интерпелација и за уставните судии. Таравари се откажа од Ѓока Construction, бара помош за да се реши паркингот на Клинички. Сите кои што сакаат да дојдат и да ни кажат кое е најдоброто решение, каде што пациентите воопшто не би плаќали или би плаќале што поевтино. Опозицијата бара истрага и одговорност. Пратениците им изгласаа недоверба на членовите на судскиот совет. Според заклучоците со ова тие веќе немаат легитимитет да ја извршуваат функцијата. Единствена која денеска се појави во собранието беше поранешната председателка на советот Весна Дамева. Таа рече дека е одговорна само поради тоа што не била политички подобна. СДСМ и ДУИ ја напуштија седницата, а од Европскиот фронт најавија интерпелација и за уставните судии. Катерина Нешкова ги има деталите. Собранието им изгласа недоверба на Дамева, Црвенковска, Адеми, Чочарова, Илиевски и Мустафа, 5 члена на судскиот совет што ги избира парламентот. Најбрзите интерпелации во историјата на законодавниот дом поминаа со гласовите на владеачката коалиција на ВМРО ДПМН, Вреди и Знам, но и на опозицијската левица. СДСМ и ДУИ пак, откако ги искажаа своите аргументи, ја напуштија собраниската сала. Покрај изгласаната недоверба, пратениците изгласа и заклучоци со кои се утврдува дека овие членови ја загрозиле независноста на судството и се одговорни за падот на довербата на граѓаните во него. Во заклучоците стои дека тие го губат легитимитетот да учествуваат и одлучуваат во работата на советот. За власта, интерпелациите се оправдани, прв чекор за реформи. За опозицијата, тие се неуставни и директен упат во судскиот систем и удар на уставниот поредок. Преседан и недозволен акт во една демократска држава. Тоа е упад во судство, која руши темелната вредност на уставниот поредок, на поделбата на државната власт, која што исто така е предвидена во членот 8 став 1 алинеја 4 од Уставот. И повреда на основното начело на еднаквост на членовите на судскиот совет, создавајќи дискриминација помеѓу членовите. Судската власт ја вршат судовите, а не судскиот совет. Секој обид на членовите, чија што интерпелација се бара да се поистоветат со судската власт и со судиите, е надвор од Уставот и законот. Точно е дека работата на судскиот совет има влијание на сите аспекти на судската власт, па и ние за тоа влијание на аспектите на судската власт токму и денес зборуваме. ДУИ пак, иако не се согласува со гласањето за недоверба, најавува дека овие интерпелации ќе ги искористи за да поднесе интерпелации за уставните суди. Сега набрзо ќе поднесеме интерпелација за судиите на Уставниот суд, каде што се избрани во овој дом. Значи, тие го допираат тоа што е недопирливо. Значи, тие допираат каде што никој таму не смее да допира. Тие го допираат договорот каде што е гарантиран од меѓународна страна. Иако имаа право да учествуваат во денешната расправа во парламентот, од 5 члена на судски се појави само Дамева. Не дојдов да се правдам себе си. Не дојдов да се заштитам себе си, туку дојдов да застанам на страна на владење на правото, на страна на заштита на независноста и самостојноста на судската власт, да се спротивставам на селективната правда, на дискриминаторскиот однос и да укажам дека правната доктрина не познава колективна одговорност. Дојдов да застанам на страна на заштита на Уставот. Точно е, почитувани пратеници. Не бев најдобриот избор за политички пазарења, ниту на одредени политичари од претходната власт, а не сум ниту на одредени политичари од оваа власт. Изгласаната недоверба за членовите не значи нивно разрешување. Власта се надева на оставки по ваквиот чин. Токму затоа заклучоците по изгласаните интерпелации ќе бидат испратени до председателката Силјановска Давкова, но и до самиот судски совет. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Додека пратениците дебатираа за интерпелациите, во судскиот совет течеше редовна седница. Единствена која застана пред медиумите беше Тања Чочарова Илиевска, која оцени дека постапката во собранието е недозволен и противуставен акт.
Уставот посветил доволно одредби во членот 104 и 105 заменети со амандман 28 и 29, точно се уредени клучните прашања што се однесуваат за судскиот совет, децидно доразработени во Законот за судски совет и пратениците за жал немаат уставно право на ваков чин. Повредено и основното начело на еднаквост на членовите на судски совет. Законот за судски совет не прави разлика помеѓу членовите во зависност од тоа дали се избрани од редот на судиите или од редот на или се избрани од собранието, а со тоа се прави дискриминација помеѓу членовите на судскиот совет, што е недозволиво. За актуелните случувања во правосудството, како што најави во тема на денот, разговарам со адвокатот Никола Дудевски. Господин Дудевски, добро вечер. Добро вечер. Морам на почетокот да ве прашам со оглед на тоа дека имате долгогодишно искуство во правосудниот систем како адвокат, долги години бевте и прв човек на адвокатската комора. Денеска слушнав од дел од пратениците од власта кои што им посочија на поранешната председателка на судскиот совет Дамева дека судскиот совет е најодговорен за довербата од 2% кои што правосудниот систем ја има кај граѓаните. Се согласувате ли со ваквата констатација? Дали судскиот совет е најодговорен за ваквата состојба? Па го делам тоа мислење, иако не можам да ги абстрахирам и другите чинители на во правосудниот систем. Судиите се основа на правосудниот систем. Судскиот совет со оглед дека ги контролира дели одговорноста со нив, но кога ќе почнеме да размислуваме дека судиите се тие што го бираат судскиот совет, не можеме да кажеме дека овој е поодговорен. Не, за мене се еднакво одговорни и судиите и членовите на судскиот совет. Слушнавме многу реакции дека ова е упад во Уставот, дека е напад врз судската власт ваквата постапка. Како вие гледате? Оправдана ли е оваа интерпелација која што се случи денеска во собранието? Па еве да почнам со некои слики кои што ми се враќаат во моментот додека ние разговараме од тоа што се случуваше во судскиот совет. Првата слика што можам да се потсетам е например дека 23-та година ми се чини еден од членовите на судскиот совет, почитувана судика Миријана Радевска-Стевкова, поднесе оставка од својата функција и јавно каже дека не се согласува со ставовите на другите членови. После тоа година и повеќе немаше представник од Врховниот суд во судскиот совет. Би рекол дека недовербата прв пат ја искаже Врховниот суд кон овој состав на судскиот совет, да не речам дека има исто значење како интерпелацијата, меѓутоа за мене е искажување недоверба. После тоа имавме еден мал инцидент со еден судија кој што влезе од Врховниот суд, па веднаш излезе кога ја даваше на заклетвата од калкулантски причини за неговиот син да стане судија и така натаму, но тоа не сакам ни да го коментирам, понатаму се виде судбината. Сакам да кажам дека легитимитетот прво Врховен суд го одзема, него можам да кажам дека го ја искаже недовербата. После тоа кога размислувам што понатаму се случуваше, не можам да не се сетам на една многу грда слика кога буквално се спроведе судење на председателката на Врховниот суд од овој состав на судскиот совет. Пред очите на јавноста. Пред очите на јавноста, но не само пред очите на јавноста, него и пред очите на таа особа која што беше ставена буквално на обвинителска клупа, понижување кое што не може да се го замисли човек. Абсурдот на системот кој што го имавме во изборот на членовите на судскиот совет, може го извлечете и од тоа. Стручен соработник, седнат во улога на судија и суди на председателка на Врховен суд. И тоа зошто? Затоа што не доаѓала на седници на кои што таа нема право на глас. Не бил функционален советот. Абсурд. И самиот тој совет си го покажа непостоењето на кредибилност со тоа што донесе одлука со која што си се поби себе си и ослободи председателката. Но понижувањата, сцените што беа таму, што ги видовме сите, не се забораваат. Ни од јавноста и не треба се забораваат. Затоа што сега кога викаме упад во системот и така натаму, забораваме што се случувало. Ова е само мал дел што во моментов можам, но вие уште подобро ги следите сите тие грди ситуации. Апсолутно, јавноста памети што се случуваше и какви скандали се случуваа во судскиот совет, но морам од друга страна да ве прашам зошто власта се одлучи според вас, зошто се одлучи на интерпелација, а не на постапка за разрешување на членовите, ако веќе дотаму е стигната работата. Дали ова некакво
калкуланство на владеачкото мнозинство во собранието во однос на тоа каква порака испраќа. Можам да ги кажам моите импресии, но мислам дека не се релевантни во однос на што има на ум власта, но дека тоа е уставна категорија која што е дозволена и предвидена и за јавните и за вршителите на јавни функции, меѓу кои што спаѓаат и членовите, тоа се сигурно правни факти. За нив можам да коментирам и категорично тврдам дека се флоскули, дека власта упаднала во системот и не знам што денеска случајно малку има време да гледам собрание, еден од пратениците вика, па зошто не рековте дека е упад во системот кога тоа исто собрание, таа иста власт вас ве назначи. Тогаш не беше упад, сега е упад тоа што таа власт, тоа собрание што ви го дава легитимитетот, ви го одзема. Па тоа е не само логика, него тоа е законот, тоа е уставот. Вие им го давате легитимитетот, таман работа што треба оваа власт да гледа и понатаму скандали, да гледа девастирање на правосудниот систем и да не превзема. Не, власта е одговорна и мора да има одговор на секоја ситуација во која што се загрозува правосудството како еден од столбовите, не само правосудството, а сите сегменти, ама овде збориме за правосудството. Јас ве разбирам целосно, меѓутоа што постигнавме со оваа постапка? Очигледно, ако нешто се менува, треба да има некакви промени. Ние од целата оваа постапка гледаме дека ништо нема да се промени, има интерпелација, членовите велат дека ќе продолжат со работа. Тука не би се сложил со вас, затоа што ако приметивте дека се усвоени не само недовербата, туку и одредени заклучоци. Еден од заклучоците... Да, во заклучоците велат дека немаат легитимитет да ја работат. Дека веќе немаат легитимитет да работат. И какви се последиците од останувањето на работа и покрај ова да останеме работа? За мене тоа не е замисливо, морам да кажам, дури некој од нив и лично ги познам, не ми е замисливо и секогаш се обидам да најдам што е мотивот по секоја цена да се остане на функција, дури кога тој што ви го дал легитимитетот ви го одзема. Зошто? Кој е тој мотив? Значи не е достојно. Последицата, доколку не го направат чинот на повлекување, за кој што мислам дека дефинитивно мора да го направат, бидејќи последиците за тоа ќе бидат од тоа, доколку не го направат, ќе бидат исклучително тешки. Прво ќе биде натамошно девастирање на судскиот систем по нивна заслуга. Прво тоа ќе биде. Второ, вие сте судија, така, ќе ве повикаат да ви води дисциплинска постапка. Па вие прво би ве советувал како адвокат да побарате нивно изземање, затоа што тие веќе го изгубили легитимитетот. Може некој што му изгласано дека нема легитимитет, да одлучува за легитимитетот, за добрата законска стручна работа на другите суди. Не може. И трето, ако упорно остануваат на таа функција, тогаш легитимно е да ја предизвикаат владата да даде одговор. Каков одговор? Па тоа што многу долго време го слушавме. Распуштање на целиот судски совет. Не можете да останете пасивни на ситуација кога тој судски совет е еднакво одговорен за паѓањето на довербата, која што сега имаме во некои миниатурни проценти и да не се прецизни, секако се незначителни, и да вие не преземете ништо како власт, вие сте обврзани да преземете. Значи, со други збори, овие 5 членови на судскиот совет викаат, ајде, разрешите го судскиот совет, целосно, донесете распуштање и така натаму. Па што друго да прави владата? Законодавството е обврска да се сочува правниот систем, да се сочува правосудниот систем и да не се дозволи на тамошно уништување. Сите зборуваме за реформи, па тоа е реформата. Реформата не може да се направи ако се персоналниот состав упорно ги бара дупките во законот или пак едноставно не ја чувствува личната одговорност дека треба да се тргне и да дозволи правосудството да му даде шанса со некои нови луѓе, со некој нов судски совет кој што ќе има малку поинаква структура и кој што ќе биде, да речеме, многу понезависен отколку што може да бидат независни, не знам, стручни соработници кои што одеднаш се нашле во ситуација за 10 скалила да отидат нагоре во својата кариера. Од стручен соработник во основен суд да станете судски совет или со други збори судија на врховните и на сите други суди. Сега морам директно да ве прашам, дали ова значи дека следниот чекор треба да биде распуштање? Дефинитивно. Нема што друго. Ако самите не ја увидат својата одговорност кон оваа држава, која што им дала легитимитет, државата мора да одговори на тоа и да се ја спасува државата. Бидејќи од вакви неодговорни постапки и личности, нас државата ни е во такво дереже, кога зборувам за државата, пред се мислам на правосудниот сектор, да и вие, и јас, и сите други, а јас
многу повеќе од вас, бидејќи секојдневно ја чувствувам правната несигурност која што имаме во судовите, да не и веруваме и на државата, бидејќи таа го раководи и го устројува системот. И алатките, преку закони, измени законски, преку правилно толкување на законите. Не може некој да рече, ја ти го давам легитимитетот, вие сте ми го дали легитимитет, ама немате право да ми го земете. Да, имам право. Денеска се покаже тоа и консеквентно на тоа е разрешување. Дали во ова или она форма, законодавецот има 1 милион можности кои што се носат за да не претерам за 10 дена, вие можете да имате основ. Ако мислите дека тој основ не е доволно сврзва законот. Оставки дефинитивно не треба да молиме некој да поднесува. Државата не треба никого да моли за да го стави во ред правосудството. Но колку ова ќе направи проблем со меѓународната заедница, меѓународните партнери, тие велат дека очекуваат да се почитува законот. Од друга страна, оценската мисија која што испрати Европската унија по сите оние скандали кои што ги споменавте во судскиот совет даде 40 препораки. Генерално тие се однесуваат на законски измени кои што бија подигнале довербата или функционалноста на судскиот совет. Што доколку се направи потек за распуштање на судскиот совет, што би им одговориле на представниците од Европската унија? Не можете да направите реформи колку и да сте добронамерни како представници на странските заедници, доколку немате вистински луѓе со авторитет, со искуство, професионалци, кои што на вистина ќе бидат на улогата, на задачата на судскиот совет. Не можете со овој судски совет, кој што пред малку направивме мала ретроспектива од многуте грди ситуации, кои што, кој велам грди, пред се мислам на владење на правото, на однесување достоинствено, професионално и стручно. Тоа не го видовме. Сега, ако тој состав сметате дека со законски измени ќе ги подобриме нивните однесувања, вие сте представена странска, вам ви се обраќам. Грешите. Значи не можете со исти луѓе да направите реформа на судството кој што се докажано противници на владењето на правото и противници на системот правосуден кој што треба да се развива во Македонија, а не да ја губи довербата. И не понатаму да речеме да колку има они доверба, 98%, односно 2% доверба, 98% недоверба. Ама окей, ќе направиме убави закони и ќе им ја дигнеме довербата. Така не. Само треба да го имаме предвид тоа што во собраните од денеска се расправаше и се виде дека е тоа така со аргументи, без оглед што засегнатите членови оде на процедурални некакви забелешки, има прилика на сајтот на собранието да видам копи-пест беа сите 5 одговори. Ова е упад во системот и толку, а на фактите нема одговор. Паралелно се води постапка за разрешување на државниот јавен обвинител. Колку според вас се оправдана оваа постапка која покрена владата? Во целост. Значи, вака ќе ви кажам, не можам да замислам да довербата, која што ја имаат на ист процент, 2%, и која што очигледно и во јавноста повторно ја гледаме, ви имате во моментов ситуација, републичкиот јавен обвинител разрешува, односно суспендира, нормално со интенција да разреши, еден од поквалитетните обвинители, според моја лично искуство во повеќе судски предмети, затоа што донел обвинителска одлука повлекување на жалба или не знам, повлекување на обвинение и така натаму, или одлучувал по жалба и така. Недозволено. И во истиот момент меѓусебни кривични пријави се поднесуваат еден обвинител на друг и така натаму. Тоа е обвинителство кое што треба да го раководи системот? Не. Значи, тоа е и tekako оправдана иницијатива. И оно што сакам да го нагласам, пред се од правниот аспект, бидејќи тоа е тоа што јас сакам да го нагласувам секогаш, не е точно дека обвинителот може да биде разрешен само за дисциплинска повреда или за тоа што бил член на политичка партија. Да, точно е, ама тогаш е задолжително и без дискусија се разрешува. Си сторил дисциплинска повреда, по своја вина те разрешуваме. Или си член на партија, за тоа ќе се отвора дебата. Не, тоа се отвара под одредбата од Закон за обвинителство, кој што вика владата има право да поднесе иницијатива за отповикување, за разрешување на јавниот обвинител. И тука се отворени причините зашто владата смета дека тој треба да биде разрешен. И колку што можам од јавноста да видам, бидејќи не видов дека е достапна иницијативата на јавноста, многу работи стојат таму. Од пагањето на довербата, од непревземање на действија за совладување или за гонење на криминалот, од
ја би додал и како важен сегмент, немаше со доблест да се соочи овој јавен обвинител и прво да ги елиминира нарачаните обвиненија, кои што многу ги има во нашата држава, некои за жал завршија дури со правосудни пресуди, некои се во тек и кај што упорно и покрај тоа што се случува на судење, се оставено на обвинение за да се исполни некаква нарачка. Тоа е недозволиво. Тие причини се предмет за дискусија и за тоа се оди до Советот. Нема да одите вие до Советот на јавни обвинители, дајте ми мислење, дали овој член на партија или не, тоа се утврдува. Ве разбирам, апсолутно, морам за крај да ве прашам, има ли рецепт или кој би бил вашиот совет како да се врати довербата во правосудството? Па мислам дека многу лесно може да се врати довербата во правосудството, а тоа е прво, како што пред малку нагласив, со елиминирање на персонално елиминирање сите оние што доведуваат до недовербата, што довеле до недовербата. Се разбира, тоа се пресе раководните личности, иницијативата што денеска имаше за дел од судскиот совет. Предпоставувам дека таа недоверба што беше изгласана ќе биде црвен сигнал и за останатите членови од судскиот совет. Да, тие не се предмет на иницијатива, ама и како можат да видат. Нема криење зад колективната одговорност. Конечно, колективната одговорност има име, соизвршителство се вика тоа. Секој од тие што учествуваат во такви постапки, одлуки и така натаму, се соизвршители. Или пак вторава иницијатива за јавниот обвинител која што е покрената. Така се почнува. А потоа со многу стрикни реформи кои што морам да кажам, да почнат со промена на уставот. Не можете да имате одговорно судство со доживотен мандат на судиите. Судиите мора да имаат ограничен мандат. Не можете да имате непристрасно судство кога ги мешате обвинителите и судиите во иста академија ги обучувате. Треба ги раздвоите. Во Америка, каде што имал прилика и да бидам во стручна посета, се чудеа луѓето што во една академија ги учите и обвинителите кои што е странка и судиите. Тоа е нешто што е непоимливо таму. Тоа се дел од работите, не се тешки, треба само да се направат вистинските измени и треба да се, мислам дека тоа сега го чувствуваме, да се има храброст. Еве и по овие иницијативи се покренати, иако ако мене прашувате, требаше многу порано да се покренат, да не решам од 23-та за судскиот совет за обвинителот од првите неколку денови, како што вообичаено нели беше практика порано, не да им се дава шанса, нема да се дава шанса на некои луѓе кои што гледате дека немаат желба, некој што ги знае процесите кои што се нарачани, кои што се тераат во нечи интерес, а не сака да се стави во улога рече стоп, него вика ако повлечете јас ќе ве суспендирам. Така не. Господин Дедевски, благодарам многу за гостувањето во темата. Ми беше драго, благодарам на вас. Таравари се откажа од Ѓока Construction, бара помош за да се реши паркингот на Клинички. Сите кои што сакаат да дојдат и да ни кажат кое е најдоброто решение, каде што пациентите воопшто не би плаќали или би плаќале што поевтино. Опозицијата бара истрага и одговорност. Буџетот нема пари да субвенционира минималец од 500 евра. Власта и опозицијата меѓусебно се обвинуваат за работничките права. Министерот за здравство Таравари се откажа од Ѓока Construction и ги повика сите кои имаат идеја да предложат начин за надминување на проблемите со паркингот на Клинички. Пропадна бизнисот на Ѓока од Албанија во следната деценија да стопанисува со паркингот на Клинички и речиси двојно да ја зголеми цената за паркирање. По бурните реакции во јавност, Арбен Таравари го поништи огласот и ќе бара ново решение за хаосот со барање на слободни паркинг места. Министерот за здравство има две опции. Да им понуди на градски паркинг да продолжат и да изградат катни гаражи, или пак да се вклучат заеднички служби. За првиот човек во здравствениот систем имало многу шпекулации и невистини за тендерот кој веќе пропадна. И затоа, освен на јавни предпријатија, ќе ги отворел вратите во Министерството за сите што ќе понуделе соодветно решение. Тендерот најверојатно ќе го поништам, и гледам дека има разни шпекулации, а оставаме простор дека сме транспарентни и отворени за сите кои што сакаат да дојдат и да ни кажат кое е најдоброто решение, каде што пациентите воопшто не би плаќали или би плаќале што поевтино. Освен реакции во јавноста за зголемување на цената за паркирање,
Критики имаше и за самите услови од тендерот, каде државата ќе добиваше само 1% годишно од профитот на ѓока. Физибилитетот не го направивме ние. Го најдовме, тоа беше готово од 2022 година. И по тој физибилитет ние го објавивме огласот. Бидејќи тоа ни беше една од 5-6 топ приоритети барем за клинички центар. Договорот со ѓока ќе беше јавно-приватно партнерство, а компанијата требаше да изгради 2-катни монтажни гаражи. Но не стигна до подпис, а од опозицијската СДСМ бараат и покрај поништувањето некој да понесе одговорност. Сега, откако се фатени живи и скандалот изби во јавноста, од владата најавуваат дека немало да го подпишат овој договор. Не е доволно сега само да не се подпише договорот. Мора да има истрага за корупција и да има одговорност. Мора да постапат ДКСК и јавното обвинителство. Паркингот во клинички е болна точка за пациентите со децении. Секојдневно има хаос во потрагата за место за паркирање, каде граѓани вртат кругови со саати и при тоа каснат на закажани термини за преглед. Сања Димитровска, Сител телевизија. Началникот на Генералштабот на Арама Сашко Лавчиски присуствува на состанокот кој денеска во Париз го организира Макрон. Францускиот претседател се состана со армиските началници на сојузниците на Европската унија во Париз, додека се обидува да ги засили напорите за зајакнување на европската одбрана. Макрон се ракуваше со воените представници и им се заблагодари при пристигнувањето на средбата која се одржува на маргините на форумот за одбранбена стратегија во Париз. По најавата на средбата и можноста за испраќање на војниците од европските земји на теренот во Украина, министерот за одбрана Владо Мисајловски кажа дека Македонија нема да испраќа македонски војници во Украина. Конечната одлука според првиот човек на ресорот одбрана ќе зависи од формата и целта на мисијата во која ќе заминат, но и одлуката на останатите сојузници. Русија остро реагираше на ваквите планови на Макрон.